Проверка на факти. Кои според вас се топ 5 здрави навики што треба да ги негуваме во 2023-та? Кричам, ајде да направиме 2 навики оваа нова година. Зошто? 80% од новогодишните одлуки паѓаат. Зошто паѓаат после првиот месец дена? Ни помалку не повеќе, што не се одлуки, него е попис, список на желби. И паѓаат заради тоа што немаме нешто во секојдневното битисување, во секојдневните активности, во секојдневниот ден што е ставено, што ги поддржува тие навики како би можеле да земат не навики, него одлуки како би можеле да земат корен и да заживеат во нашиот живот. Од таа гледна точка, оние кои што на мене ми направија голема разлика и кои што сакам да ги споделам со вашите гледачи, и кои што до тој степен ми направија разлика, што покренав и кампања за да ги промовирам истите. Кампањата се вика Личен избор. Личен избор влече корен во насоката дека сите ние имаме лична одговорност или можност да направиме личен избор на мислата, се со цел, и тоа свесно да го направиме, се со цел да го вратиме доброто расположение повторно во мода. Како да го вратиме доброто расположение во мода? Први ние ги формираме навиките, а потоа навиките не формираат нас. И од таа гледна точка за тоа земаат централно место. Овие 2 навики според мене се дополнително вредни или корисни, или барем јас на нив гледам како вредни и корисни, затоа што се апликативни како во деловниот сегмент, така и во приватниот сегмент, да не речам, може да ги покријат целиот нашиот живот. Значи сите наши навики може да ги покријат, а не се многу. Можеме да си дадеме време или можеме да си дадеме ветување дека оваа година не 5, него 1-2 навики ќе пробаме, тоест ќе им дадеме шанса да заживеат. Првата навика е Првата навика што ценам дека можеме да почнеме да ја инсталираме во нас и да погледнеме од наочарите на благодарност. Експлоатиран термин, морам да кажам, но она што сакам да го препорачам е дека кога на се што ни се случува, ќе погледнеме на тоа што е оно што е добро во оваа ситуација, а зашто секоја ситуација не е добра, следната работа што може да се запрашаме е што е оно што можам да го научам од ова искуство. Значи, ако оно што ни го дава, што ни го носи животот, нема нешто што е убаво во него, можеме да речеме дека ни носи скриено богатство или ни носи лекција која што е запакувана во истото тоа искуство. За жал, многу луѓе не само што ништо не им фали во животот, него можеби хронично им недостасува свесност за тоа што го имаат, тоест да бидат благодарни. Свесност и благодарност за работите што веќе ги имаат. Така да првата навика или препорака ми е да погледнеме низ наочарите на благодарноста. Предлог, оној момент кога ќе заврши овој прилог, за оние похрабрите кои што ќе сакаат да стават во служба овие навики, и да земат обичен бел лист харта, значи А4 харта, да земат да го преклопат на половина, хоризонтално, вертикално по желба. На едната половина да испишат се оно што не им е убаво, сите неуспесици што ги доживеале, сите неправди, се оно што нив им тежи, што го ценат како дека животот ги кутнал, да речеме. Откако ќе го испишат се тоа што стои, се што им тежи, на другата половина до секоја негативна работа да забележат што е оно што го научила или кој човек станале од тоа искуство. На тој начин ќе дадеме една скроз поинаква призма, ќе погледнеме дека ние не би биле тие без тие искуства, нашиот живот не би бил тој, јас не би била таа, без искуството и без лекциите од минатото. На тој начин можеме од прв момент да почнеме да ја вежбаме благодарност. Втората навика е Втората навика што препорачувам да ја повежбаме во наредната година и што ценам дека може да направи голема разлика во квалитетот на живот, барем знам дека во мојот направи и такако, е внимание на нашиот внатрешен говор, начинот на кој разговараме или си водиме сами себе си кога ќе се најдеме во некаква ситуација. Под ситуација значи нешто што не сме го посакувале. Дали размислуваме во духот на како може, со фокус на решенија, или размислуваме во духот зошто не може, како не може, кој е проблемот, што е предизвикот тука, тоест со фокус на проблемот. Големата тајна на неуравновката е дека на што ќе го ставиме фокусот, преку прашањата, на тоа ќе добиеме одговор. Ако се прашуваме себе си зошто не може, ќе добиеме одговор зошто не може и кои се проблемите. Ако се ставиме фокус и се прашуваме себе си зошто може, ќе добиеме одговор за тоа зошто може и како може. Така да, мојата препорака за оваа година е ставот на благодарност со пристапот, зачинет со пристапот
како може. Како да останеме доследни во реализирањето на навиките? Мора да си ја продадеме идејата, мора да знаеме зошто нешто правиме. Ако не знаеме зошто нешто правиме и која е поголемата слика, ние реално го губиме фокусот и ни се менува, тоест не остануваме доследни на работите, а овие две навики што ги спомнав реално може да не вратат, што на момент кога избегаме од патот, можеме да речеме, окей, сега научив нешто за истото, научив што е оно што како може поинаку. Едниот дел и другиот дел можеме повторно го ставиме на фокусот на следното прашање, тоа е како може. Како можам да останам досладен. Така да реално е свесно да се водиме и да бидеме нежни кон себе си, зашто на почетокот во процесот на формирање на навиките бара малку да бидеме и трпеливи, зашто некои работи сме ги правеле на одреден начин, потребно е тоа да се стопи, како би можело да се направи простор да порасне нешто ново.